Како што беше и најавено, на два патни пункта кај Сарамзалино и Кадрифаково, денеска протестантите поставија блокади. Возила во двата правца не беа пропуштени по ниту еден основ, освен во итни случаи. Впрочем, зошто е овој протест, односно оваа блокада? Ова е протест против изразување на несогласување со протоколите и овие останати документи кои се денеска предмет на големо политичко и бурно реагирање на македонскиот народ. Сметаме дека мора да се прекинат сите овие разговори до моментот кога Република Бугарија ќе почне нормално и демократски со респект кон Република Македонија се однесува. Според најавите, блокадата требаше да се случува помеѓу 13 и 14 часот, но организаторите во меѓувреме се предомислија и блокадите трајае подолго. Блокадата ќе трае до 17:30 часот, за да можат сите заинтересирани луѓе да и апелирам сите што можат да не чекаат да се придружат на големите протести во Скопје и токму затоа протестот ќе биде прекинат во 17:30 да можат луѓето да пристапат на протестот во Скопје. Освен кај Кадрифаково, блокада имаше и на Сарамзалино. Ние сме тука сите заедно да кажеме не, не и не. Ова што сакаат да го направат е директно мешање на внатрешните интереси на Македонија, но на што ни идентитет. Поради тоа што треба се менуваат учебници, тоа што сакаат да ни ја сменат историјата, поради тоа што сакаат да се смени устав за она да се направи што не сме. Ние не сакаме такво нешто. Според медиумските најави, денес и утре протестите се ставаат во умирување, а нови се закажени за во недела во 19 часот. За сега, ново блокирање на патиштата не се планирани, што не значи дека во последен момент не може и да се случи. Во врска со денешните протестни блокади, соопштение до јавноста испрати и Министерството за внатрешни работи, во кое, меѓу другото, се вели дека Министерството ќе го прекине одржувањето на јавниот собир во случај кога неговото одржување е во спротивност со меѓународните договори со кој е предвидена оврска за непречено одвивање на сообраќајот. Блокадите се резултат на незадоволството од францускиот предлог за почеток на пристапните преговори, кои протестантите го сметаат за штетен по македонските национални интереси и бараат истиот да биде одбиен. Во истиот контекст, денеска движењето Ние сме Македонија ги повика македонските иселеници на локалните протести против францускиот предлог. Македонци, сите сме и потребни на Македонија и повеќе од потребни. Излезете на вашите плоштади, ставете ги знамињата на вашите балкони, испратете ни слики, да ги инспирираме сите да ни се придружат. Повикуваат од движењето.